Јас сепак мислам дека има стратегиска димензија во тоа што британците потпишуваат договор. Тоа е инаку на големо молење од македонската страна, зашто треба го представат тоа како нешто повеќе од колку обичен кредит кој го даваат и така натаму. Единствената стратегиска компонента на тој договор што сме го потпишале, не ни знаеме што сме потпишале, тоа се мигрантите. Апсолутно И согласувам. тоа е единствената за Британија во овој момент, бидејќи гледате, Британија и без тој Има договор проблем, ги да. остварува своите безбедносно-политички стратегиски Точно. интереси на Балканот. Инаку- Нема потреба ништо Мицкоски да потпише, британците тоа што ги интересира и тие стратегиски интереси се инаку за доброто на Македонија. Не викам дека е тоа некоја конспирација пред мене. Но реално таму во овој момент на оваа влада во Британија има само еден стратегиски интерес. Мигранти. Тој договор, тој разговор ќе го водат. Да ве могиме до локални избори, ништо да нема. А тоа инаку со многу деликатност го кажува и амбасадорот британски во Македонија, избегнувајќи ги темите, шетајќи по покриви и така натаму. Ние понекогаш мислиме дека странските амбасадори, особено западните, се во Македонија да ги штитат нашите интереси. Абе луѓе, од америчката амбасадорка до британскиот амбасадор, до рускиот амбасадор, они се тука да си ги штитат своите интереси. Значи да престанеме со таа перцепција дека тоа треба да бидат пријатели кои што сакам да ви кажам, темата за мигрантите е стратегиска тема на оваа британска влада и не се однесува само на Македонија. Тоа што во моментот се премолчува, деликатно се зборува, а сепак британските угледни медиуми за тоа пишуваат, тоа немојте да имате никакви дилеми. Тоа што Мицко оди кај Орбан и го моли, те молам кажи дека ја уствари штитам од мигранти. Тоа е само доказ повеќе дека за мигрантите се разговара. И само се чека да завршат локалните избори за да таа рамка која има потенцијал од 5-6 милиарди како го да ги гледаш, ќе биде доведена во тој контекст. Што ќе бидат тие разговори? Македонија треба добро да размисли. Ако Мицковски прифат во Македонија да се носат мигранти, треба макар и после локалните избори да излезе и храбро да каже да, мислим дека тоа е излезот за Македонија. Па ако има капацитет, ако има доблест, ако има политички кредибилитет, да ја одбрани тезата. И нека каже да, ќе примиме 15.000 мигранти. Да, ќе примиме. Тоа треба Мицковски да го прави. А не да разговара и да се крие за тоа дека не разговара.